Сепак светот не е црно-бел, во него простува само смел. Кога гордоста те држи во своите ганџи, треба да знаеш, никој од нас не е совршен. Кога сонце грее паѓам, со солзи да го испраќам, а кога верне јас се радувам, да огрее очекувам. Кога сонце грее паѓам, со солзи да го испраќам, а кога верне јас се радувам, да огрее очекувам. Никој од нас не е совршен. Кога сонце грее, кога сонце грее, сонце грее, сонце грее. Кога сонце грее паѓам. Од раните 90-ти и на првата линија на македонскиот андерграунд рок. Повеќе од 3 децении му дава смисла на бунтот. За него, луксус со 5 звезди од секогаш била гаражата за проби. Во време на алгоритми не ги менува ни старите жици. Останува доследен и кога сцената не била секогаш наклонета. Тој не одработува концерт, тој го живее. Сашо Паркети. Сашо, добре дојде у Хитмејкер. Добре ве најдов, господине Александар Пинц. Големо задоволство е што си тука. Мое... Па ја не знам дали некад сме седнале овака како луѓе да направиме муабет. Све нешто... Не знам, а се знаеме уште од пулсирање, можеби, не знам дали се стретнавме таму, МТВ, уште од раните 90-ти, Јане Тохарски не викаше. Како беше, ти ме викна на бал, како да, не? Бал беше прва песна, Да. Направам бал като поканам ТВ, ние тогаш, ама мислам дека тогаш бевме ние нокаут, тогаш само што почнува и се стретнавме тогаш, ама знам нити еден на тие викенди. Не, тогаш не беа нокаут, тогаш се вика аперитив. Аперитив, да, може. Знам тој истиот беше. Да. Перица и... Тогаш беа Пере, беше Дојчин и уште некој. Не знам кој беа тројца беа, лични деца онака, да, Франц најверојатно беше Франц. Тоа време да поздравим Јане Тохарски кој гледа тој, ако не беше немаше ништо да почне таа естрадата, тоа се пулсирање. Мене многу пати ме враќа од таму. Да. Додека добро на друг медиум Радковиќ ми даде шанса, али у МТВ Јане Тохарски. Јане. Он пресече и рече на моја одговорност. Знам, се сеќам ти вака легна и вака се вртеше разега нешто и траеше дека тоа дека. Кажи ми од каде Паркети, шо Паркети? Паркети, шо, како името? Името, да. А да ти кажам, Славе, ова што и со Фолтинта Панерца, тоа ни беше другар. Прв и кај него во соба бевме и требаше да снимаме другиот ден, имаше Миодраг Нечак во Битола студио. И немав име, нешто имав некако Лунатекс, некој имиња, некој. И требаше, значи, тоа на 8 септември, точно кога се било референдумот, ние сме биле мали, не можев на гласам, ама знам запишано дневнику, и отидов некај Славчо, и сак, шо да се викаме вака, така, оти утре демек да му кажи ми име. И не знам, немаше ништо, гардероби, шифонјери, нешто корнизи, и паркети, вика Арно е за сега. И онда ни беше срам некој време, може и во дневникот беше запишано, не бев несигурни. Е срам, ама сега ви стана презиме. Сега ни презиме ми е, да, сега Сашо Паркет, мојата жена е Паркет, керка ме Паркет. Па така Паркети, рац. Кажи ми, до кога беше Марија у бендот? Марија негде влезе во бендот
трета до можеби 13-та, 14-та негде така. Аха. После си направи проба соло проект, ама и се омажи, дете роди и така нешто. Значи ради тие причини. Да, значи а им тогаш ни пропадна него кариерата, комерцијалната таа што беше мејнстримо и слабо свирки. И некако атмосферата во паркетин беше нима и нитва таа уствари не ни си уиде туку така едноставно, и си видов не дека после свирките се мали пари, си викам што ќе викаме. Ќе викаш и четворица почнавме, ама не и таа тогаш баш роди дете и така не. Она настапуваше на фестивалов од репро рок н рол. Да, со женски бендови, Да, ми кажуваше тоа. Тоа беше многу добро. Види, Марија многу закони го има тој, ама не знамете. Што знамете, солото не му тргна, иначе уствари е многу талентирано чупе. Баш има и знае да песни пише, убаво пее и онака и Јас знам дека на сите учесници таму на фестивалот незините песни им беа омилени. Пошто се комуницираа меѓу себе бендовите. да. Така. Супер е Марија. А што ти текна ти да направиш пауза у паркети? Тоа Харе Кришнаковев? А, Што би текна тоа? Зов дивлиња, што вика судбина карма, негде 96-та сори, тоа се деси, само што го издавме овај грижа на совеста. И од дома прво не ме оставаја да бидам вегетаријанец, да палам стапчиња, те миризли, ништо не ме оставаја. И некако појдов тогаш во Скопје беше храмот и ги прашав таму како да правам. И тие ми вика, ела тука живеј. Знаеш, и не знам, некако многу тешко ми беше тоа, ама некако не знам, имав некој тогаш моментално повик некако во душата и прво не избегав Београд и така некако. Не знам, сакав монах да бидам. И бев 4 години монах. Сега на пример не би го направил, тоа нема шанси, ама тогаш така во тој момент, кога имав 21-22 години, може разочаран од некои љубови, не знам, од разни работи, појма немам, 90-те години, други години беа, нешто баш почнуваш и монаштво тој како во православие, него така и некој зов да видам нешто. И ту се ствари тогаш Харе Кришна многу беше јако што ствари како Нитјананда бендо свираа со Владко Стефановски, со не знам кој таму, кој до во Београд еднаш беше Сладжана Милошевиќ, овој Оливер Мандич. И ко живеев таму, тој Минка што е басистот од овој тоа се вика од топлиста неадралиста, ти е забрането пушење. Со Минка другари, идеше Неле, Јура Стублич беше Харе Кришна. Да виж како многу ми се поврза сето тоа. И тикам 95 уште не бев избеган, а ојдов во Београд, во храмот и таму беше тикам Сладжана Милошевиќ, па ојдов во индиска амбасада, па пеачката на Заната Наташа беше со тој еден Харе Кришна, му беше жена. Тоа ви кажам многу рок-н-рол имаше и многу. И после тоа него се сива титке, клеш се онака почна војната и се уништи сето таа да речам Харе Кришна во Београд многу падна кога фати војната, бомбардираторот тие, нешто 95-та уште беше топ, онака. А како е сега у денешно време да се биде бакта? Што знам што ти речам, јас како од сега како што гледам, има две струи, има една струја што малце секташка, онака, а има други што сфатија дека чекај бе брат, значи нешто што тоаш мислам не само то, ако не си таму во храм или не знам, ако не си бакта, ако не си облечен така, разбираш, а тоа уствари е философија животна, разбираш. Че тоа исто да го сакаш Бог и сите работи, само што тука различно реинкарнацијата, што во Харе Кришна исто е љубов према Бог, према сите се, само што кажува додека ти не достигнеш реинкарнирајски совршенство, ти не можеш да се вратиш. А не она демек, ако не успеш во овој живот, одиш во пекола за секогаш и така дали, него ќе вртиш тука самсара, што викаат, ќе шалташ, се додека не достигни свесност душата за да оди во некои повисоки сфери, са какви се, шо се, то па не дискутираме, немаме време, али тоа е тоа. И сега јас, како сега, гледам има тивкам такви струи, што некој викаат, не, мора да си облечен така, мора вака, мора не знам шо. То надворешноста на религијата, институционализирањето, то не ми се свиѓа и сега и... Значи, Бог е сепак персонална, лична работа. Значи, во сите религии така треба да, ако не е така, onda те лажат, ако ти кажат дека мора... Да, претежно во сите религии слично е тоа што треба да се одвоиш од себе на некој начин, егото да го тргнеш од себе. Иако, например, во будизмот е малце поинаку, они поише
ти кажуваат дека тоа што е не е баш тоа така. Да. Ти ако кажеш дека имаш, не знам, океан од чистота, он ти вика, абе тоа океан е само име на нешто и тоа чистота е нешто што го викаме чистота, ама не е чистота. Многу интересно што ќе кажеш рок, ете, таа чистота ја има и кај вас преку рок-н-ролот. Секој сте биле она чист рок-н-рол. Но сепак имаш доста добар сенс за презенс, за стејдж, за изглед. Не е тоа туку така. Секојаш ти било осмислено како ќе изгледаш, што ќе носиш. Се трудев, имаше периоди кога не, ама уствари суштината е на паркети, тој да речем аватар. Ние сите сепак е тоа некој како го викат алтер его, значи си го преземеш тоа и уствари да е интересен, така. Значи зошто ти би свирил ако ти не му си интересен на луѓето, ако не му направиш ти малце да заборат на сегашноста да и некако тоа од Господ ми е дадено од мало. Сепак дошле за да се опуштат и да уживаат. Значи така мене забавлjač сум. Значи јас не сум толку можеби пејач добар, имам една октава ако фаќам максимум и тоа зависи каде. Во добри дени, гитарист уште помалце, али нема врска, али ете како композитори на рок-н-рол и како таа што вика стејдж презент заедно со Симсо, го имаме тоа така ние и заедно што се вика од деца мали сме заедно во клупа, сме растени од второ деление, знаеш. Тешко ли да се држи бенд толку години? 30 и кусор години. Тешко е, имаше карањци, па ова понали. Што знам, ако ти е искрено, не е толку тешко ствари. Некако од нас стварно не беше искрено и се види. Значи ние колку да сме продаени души, едно време ни вика како бевме славни со. Ние го не знаеме друго што да правиме, разбираш, тоа е тоа. Јас не мора да сум многу славен, али кога би можело тоа да живеам малце поквалитетно, да не морам сега да се траштам да работам ова, знаеш. Така што тоа види алтернативната сцена знае да биде немилосрдна ако навистина успееш. Бидејќи вие кога бевте најпопуларни, пак бевте вие. И панкери бевме в крај, тоа е жално, тоа е жално. Значи вие не правевте некоја сосема друга музика, па едве сега се продадоа луѓето. Во живо посебно, тогаш по панкери бевме. Сеќам во Ново село идовме во едно струмичко таму и са тие зад само сакама те галаби строубери. А тој газа да вика 3 сати бара свирење. Алтернативната публика е лојална, но малце и севична. Затоа што ако малце успееш повеќе, као да те губи, знаеш, и проработува егото на публиката. Тоа ни се деси малце, не толку со стробери, со сакамата гала. Не знам зашто ја дали сам Елена ги нервираше или не знам што, со сакамата гала, ама онако скрос, онака антипаркети се направено 3 групи на Facebook тогаш. Били 9. Антипаркети групи. Оти пред тоа многу не сакаја. Значи имавме таква една лојална скопска сцена, значи онака underground, тие некои фестивали во МКЦ, ваму таму. Спото заедно го снимавме. Ау да, со сакамата гала, да. И пази сега, јас зимам тогаш нова камера, прва ред камера у Македонија. Да. И ја викам, мај за да биде супер, и ја зимам неа ја рента. Да. Меѓутоа, вика тај филмска, така е лоу контраст, тоа све после се прави, ја гледам нешто ми е чудна фоткава, знаеш, ама викам, така ми рекоа, знаеш, окей. И после ставам у компјутер, што да видам, шум, колку сакаш. У фотографијата, у пикселите. Да. Се јавувам, па ти направи калибража на црното? Каква калибрација, бе, што не ми кажа ништо. Не знам каде све него носев материјалот да го оправам, ти не знаеш, ноќна му јаде баги, јаде. И на крај ставив некои нешто анимации за да изгледа и викам ако примети некој нешто, никој ништо не кажа. Али јас на пример тоа што ти беше спонзор колата, таа корсата сиња во спотот, аба се тоа е. После јас имав еден друг едит кај што може вака си извев тие, она си приклав од истите цени. Кај мене на YouTube на верзија без толку многу таа Opel корсата. Што може помалку, така да супер е спотот, тој и песната е супер. Ама ете во тоа време
некој underground многу му засмета. Дали оти шо за многу на радио се пушташе, тоа е многу јако. А кој беше автор на таа песна? Вие? Моја човече, лична Аха. песна. Само што ние ја снимивме сурф, И како дојдовте у контакт со Елена? ама ние оти снимавме во Дарко со Оливер за Аха. Strawberry. Аха. И тогаш баш ми пукна слава, стварно славни бевме. Онака вриска е женски кој ќе ме видеа полици. И јас толку бев славен што бев доволно онака арогантен, си викам и му викам на Оливер, абе се знаеш со Каролина Гочева, да му речем имаме на песна сакам да ја со Каролина требаше. Не бе вика че ќе прашаме Дарко може со Елена сака, знаеш она, оти нешто бев не им, не. И Дарко одма се нафатил, ја бенди се песна. Само што то делчето, например, што беше зелена, го немав измислено, па некако тогаш на вечер требаше да спијам Скопје, па одов некаи другари таму сите што правеа, онака беше хаос во станот. Јас одов спиев во Матисо, имаве Матис, и таму го напишав текстот зелена во Матисо спиејќи. Имаш издадено и книга. Да, Многу ми конечно интересира после многу околу години неа нешто да. изледов книга, а книгата, само не знам кај има камери. Тоа е уствари баш за ова што правиме од 2002 негде, кога се вратив од Харе Кришна, почнав да возам такси и тоа запознав една девојка што беше од Србија или по баба од Битола, нема врска и значи тогаш колку ја напишав на месечината заборавив, ќе на понекогаш се будам, 2002 година кога беше Аларм фестивалот во Љубаниште, после Аларм фестивалот се дешава и книгата не до 2008-2009 до Дубнев станавме славни со Strawberry и цел тој период онака и сите што ја прочитале вика многу интересна и еме љубовна, еме, сад да не кажам спойлери, разни работи се дешаваат, па бев и во Индија 2005-та. Кој е издавач? Издавач уствари е една приватна печатница во Битола кој за фестивал, тој се викаше 300 работи 300, Игор Фоја, Трајковски Фоја, ми рече како донација за тој фестивал ќе ми ја направи книгата во 200 примероци, ипак испадна на крај си платив. Речем пола режија, ама нема врска. Така да она. Сега имам оставено Каде може да се во најде? книжара 3 во Скопје имаше во Буква, ама Буква видам се затвори, имаше неколку примероци во Буква оставив. Ен кафичо е тука кај собранието. Ама Буква веќе е на друго место. На друго е, ако има таму книгите, може и остане таму некој примерок кај ше во Буква и во книжара 3 во Скопје, така и собор на кај Так. Имам да некој примероци, ова е за тебе поклон. Три имаат А? и у ГТЦ имаат горе мислам. Не знам кај му се може на поќе места му И се. кај Ленинова, на Ленинова. Јас му ги пратив 30 примероци нив пред 2 месеци, сад што се дешава то пари не видов од книгата, ама ете ми е кепшо вака убави луѓе во Битола или некој што ја прочитале ги бенди се онака, па Види, ќе тоа кажеш е и доказ дека си човек со една димензија плюс, дека не си само рок-н-рол, туку. да. Како пројдовте на концертот? Тука 30 години. 30 години славев? Тоа што беше кога свиреш и ти. А, Убаво беше, јас да ти кажам беше напорно, ти се тоа организирав како што правиме мојаве. И онака се чекавме да бидиме в дупка, онака финансиски, ама испадна окей, разбираш? Не се преполна, ама како што гледам некои други настапи што имале, уствари ние добри бевме уствари. Отимали со полошо. Така да што знам сад малце можеби не секој иако вика тоа система не греши, ама можно е да ми пријавија 400 карти, а може имаше и повеќе од тоа. Убаво беше, што знам, јас многу ми беше интензивно. Сега ма кажам само што ми се деси една анекдота, ние спиевме во хотел за тој за да спиеме тука. аха. Јас истуширав со ова ваша скопска вода и косата ми се направи туткал затоа што заборев дека тоа пеха фактора во скопска вода. И на концертот фризурата ми е, мислам што речам, не дека ми е сега поарна, ама малце полоше и онака никако не можеше да се стутка и онака баш кога се гледам на сликите и на видеата си кам јај Сашо бе, на најважниот концерт. Ние сме Со навикнати на бушева кречо. фризура. Ја обитола кога мијам руки ко со сјај. Да, различна е скроз и заборев, јас се припамтам, ама не требаше пред тој концерт да грешка. Не е после клава и нешто крема некоја, не бе брат, тоа се направи перика. Кажи ми што работите сега? Работите на ново нешто? Абе, што работиме? Ништо, јас имам исто тие инструментали, сака можеби да ги извам. Уште во време на корона да снимав инструментали, тоа можеби ќе ги издам. И можеби некој вака соработки со некој, можеби со тебе. Зашто? Значи тоа сме отворени, пошто сепак ние
30, како или 35 години уствари од постоењето. Да. Разбираш, значи и можеби да направиме 35 песни на паркети, ама например да направиме плюс некоја соработка со тебе, со овој ми спомна Пепермин, сакаше културно-уметнички работници, може Љубој на ќе не викнат. Може и со Рок Агресорот па. Со Рок Агресорот, да. Значи може да поќе то ми се прави кеф, некакви соработки интересни. Со кеф дали било, дали не било. Значи то би било кеф и можеби некаква компилација до наесен. Со то посекако на 8 септември ни е 35 годишнина. Може и таа да е. Сашо, фала ти многу што Нема дојде. проблем, брат. Се надеваме Ајде па, нешто правите нешто ново, па и за на топ листата да вијаме. Па живе, брат, што ви речем. Не имавме таа една песна Љубичица колку за така ја пуштавме, ама не беше за на топ листа. Ај ќе направиме нешто, ќе пуштиме. Ајде, поштовање друга. На 10-тото место оваа недела е Дарко Андонов со песната Сам во своите сни. Во ова ладно време биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. На 9-тото место е Алекс со песната Ни татко, ни брат. Оној лик што лесно се чита дека не добил, доволно љубово прави он ми. Секогаш некој мора да му е крив и ќе одам во обратна насока. Знам денот ќе биде добар штом те обминам, за век и веков не те избрав ја. На 8-то место е Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта, ти си тука, јас те гушкам, ти вко ми шепотиш колку влюбен си и кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. На 7-та позиција е Калиопи со песната Перам парче. Луда моја главо, луда среќо, не ме мачи ти. Кога зборови од мене течат како црни вулкани, и со секој чекор кога рушам светови, јас зидам некои нови тешки железни зидови. Луда моја глава, луда среќо, не подбивај се со мене ти. Кога немирни од мене течат води и силни ветрови, јас тонам во нив и се губам, немам здив.
nikoj osven mene, nikoj nema da bide kriv ko najludo nevreme. Jasno sam se pred sebe ko skitnik bez svoje sokače, co srce param parče. На 6-то место е Fiction со песната Булевар. Велат, не е време за уметност. Но ние друго време немаме. На 5-то место е Кристина Арнудова со песната Не сме сами. Се почна од Джеймс, а по него Слай, да можат Джорджи Буци да не прават сега хай. Секој тоне како збор од басеов тенор, секој тон од Хенри, силни чувства искрени. Еден е Лери Греем, творец на функи джем, а мистер Джини е борак, феномен. Штом чуеш глас на шака, допир од Божја рака, на секој кој ке продолжи. Сите заедно сме посилни, не сме сами, ни единствени. Знај, ние сме многобројни, од сите заедно сме посилни. Неизбежно протекува крв и во плодот. 4-то место се Мизар со песната Вардар Естикс. На 3-та позиција Елф со песната Маченик.
втората позиција, оваа недела се наоѓа Даниел Дан со песната Ке се шекнам. Денов е при крај, веднаш демони на гости дочекувам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пеко знам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Еве ноќва е при крај, јас алармот сам си го исклучувам, за да си посведочам дека глупав сон ке завршам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот зема, те шамара, но назад нема. Се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Како предлог за оваа недела на топ листата на Хитмейкер се наоѓа Александар Ристовски принц со песната Ти. Ако ти не знаеш да си тргнал од денот, сигурно тогаш ти не би ни знаел каде би тргнал по сонот. Ако ти не љубиш, туку само би сркнал од медот. Лако му, тогаш јас би те замолил, застани назад во редот. А јас, кога те гледам, си велам принц, секоја чест. Живејќи своите сни, сонувај ми, за мене нека се дни страдални. Ти имај си широки насметки, за мене доволно е што моја си ти. Ако ти не знаеш каде си тргнал од денот, сигурно тогаш ти не би ни знаел каде би тргнал по сонот. А
јас да те гледам си верила принц секоја чест. Ти, живејќи своите сни, сонувај ми, за мене нека се дни страдални. Ти имај си широки насмевки, за мене доволно е што моја си ти. Нека се страдални. Ти имај си широки насмевки, за мене доволно е што моја си ти. Ми зборуваш прави зборови, но нема значење. Совршено те знам, да можам да ти верувам. Од твоите машки глупости урапапа гледам, се прашувам чувства имаш ли? На јас ги имам, но нема зборови. Ебе пак, по 100 пат да бидам на рак, ти праќам пак знак. Нема цик-цак, ниту кружен лак. Браво, тај тебе, бейбе, на крак преку зрак. Зборуваме со погледи, не сум стоп. Бейби, верувај ми ти, немам зборови. Ако можеш, најди ги ти. Посакува ме да никако да изговориме, дека само збор ни треба. Од нула па да почнеме, се разбираме, да. Само штом со тела зборуваме, колуна само воздишки, но нема зборови. Оваа недела на првото место се наоѓа Макс со песната Федора. Sebi da doznam што се случува, тука некој нешто сокрива. Голема мистерија, очи не ти гледам јас, спустени очила и нека не те допирам. Од ракавица бела, тој од себе сгастува. Вечен гладен, вечно млада. Федора, Fedora. Времето е единствен, твој непријател, задолжуван со галалот, треба да се смел. Тој од себе сгастува. Вечен гладен, вечно млада. Madam Fedora? I guess time catches up with all of us. Not you, Fedora. You look no different than you did 30 years ago. They lied to me. They watched me all the time. I have no friends.
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.